Вторник, 29 април, кратки вести во 12 часот. Екоздруженијето Зелен град од Охрид на Меѓународниот сајм за наутика во Белград го представи традиционалното охридско кајче, на кое беа поставени фотоволтаични панели и иновативен електричен мотор, што предизвикало големо внимание кај посетителите и било своевидна атракција. Меѓу јахти, глисери, катамарани и мотори од најголемите светски производители, нашето кајче беше единствено со поставени фотоволтаични панели и изработено од еколошки материјал, дрво и метал. Од Зелен град велат дека ќе се направат уште неколку тестови со фотоволтаичните панели на Охридското езеро, со што ќе се иницира транзиција на водениот транспорт со еколошки извори на енергија за зачувување на чистотата на водата, флората и фауната на езерото. Нивото на водата во Охридското езеро продолжува да расте, но и понатаму е под просекот за овој период од годината. Според денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, водостојот е на кота од 693,37 метри надморска височина, што е за 20 сантиметри под просекот за април и 27 над минимално дозволената кота. Последнава седмица езерското ниво е покачено за 5, додека пак од почетокот на месецов за 11 сантиметри. На Охрид прес продолжува рубриката До кај сме, каде секој ден објавуваме по една фотографија од истата локација од процесот на претворање на Охридското островче во полуостров. По подготвителните активности од утрово, во теков на денов ќе се поставува вториот слој асфалт на дел од улицата Македонски просветители на потегот од Евана пред полицијата и пожарната, па се до свртувањето кон улицата Аба Семин. Овој дел предходно беше тампониран и се нивелираа шахтите, пошто започна и асфалтирањето. Започнато е и уредувањето на тротоарите, на кои веќе се поставени нови ивичници. Според најавите, во следниот период ќе се работи и на потегот кон пресекот со улицата Аба Семин. Времето денес сончево со умерена облачност, дува слаб до умерен североисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 19 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.